Господине Караджовски, разговаравме за најавениот проект субвенционирање за грејење со пелети. Може ли да ни кажете кои ќе бидат заштедите за домаќинствата? Колку во просек за една грејна сезона пелети троши едно домаќинство? Па зависи од квадратурата. Значи, се обично се земе некој просек од 50 до 60 квадрати. Значи, некаде од 3 до 4 тони пелети, што ако земе дека цената на тонот во овој момент е негде од 11 до 13.000 денари, во зависност од каде е, нели, негде би дошло од 35 до 40.000 денари, сега зборам заокружено. Значи, за цела грејна сезона. За целата грејна сезона. Во овој момент е таа цена, меѓутоа ние тежнееме да таа цена биде пониска, од проста причина што планираме да имаме наш собствен производ, кој што би бил со една единствена цел да тој производ произлегува од некоја наша фабрика која што ние би отвориле. Значи, како фабрика на македонски шуми и уште неколку, 2 или 3 плюс, кои би биле со, на принцип, на јавно-приватно партнерство, кој би имало улога и македонски шуми, односно би влегло во тоа јавно партнерство. Кога би можело да се очекува тоа? Значи, ние, согласно програмата, предвидено е да од 2017 година отпочне целата ова припрема која што доста трае во делот на обезбедување на суровина и така измена на закони, начин на ново стопанисување, па во изготвување на физибилити студии и така натаму, некаде да 2019 година излеземе со веќе изработена фабрика на македонски шуми. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе биде многу порано, чак очекуваме да во 2017 година веќе излеземе со наша фабрика која би била најверојатно проект со јавно-приватно партнерство во кое што доминантен собственик или доминантно учество во тоа јавно партнерство би имал македонски шуми. Затоа што веќе ќе има свој погон, да, ќе имаме свој кадар погон, веќе, ќе имаме своја парцела, односно своје земјиште, свој плац. Суровината е на македонски шуми, ние стопанисуваме со неа и магазин каде што ќе се складират и нормално во понудата во голема продажбата и во мала продажбата. Така да, ние веќе тоа ни е припремено, дефинирани се условите, работиме на физибилити студијата која треба да заврши до крајот на оваа година. Нормално кога таа ќе заврши треба да се усвои на управен одбор, да се усвои на влада и тоа што се донесе одлука за отпочнување на постапката за јавно-приватно партнерство, која после носење на одлука на влада, владата формира своја комисија во која има учество представници владата и нормално македонски шуми и потоа се објавува јавен повик во која што очекуваме да влезе некој заинтересиран приватен партнер кој што би бил во рамките на изготвување на таа фабрика би учествувал со одреден процент најверојатно во делот на инвестирање во изградба на самиот капацитет или носење на машините. Со тоа вашето предпријатие ќе добие една нова улога. Тој ќе биде коректор на цените. Да, таа не е основната цел, значи целта е да имаме коректор на цените преку овие програми кои што ќе ги нуди владата, дали во делот на субвенцирање, дали во намалувањето на ДДВ, да можеме да ги спроведуваме на дело, за да и она приватна иницијатива која ќе се случува од 2017 па и натаму, значи со чисто приватни фабрики за производство на пелети, бидиме коректив за да цената не оди високо и така натаму, за да биде цена која што ќе биде прифатлива за граѓаните, за да не делуваме со административни со не знам какви мерки, него едноставно самата цена да биде прифатлива за да се отвори огревното дрво, а да се примени пелетата. И со тоа добиваме повеќе стран ефект. Значи од една страна не ја загадуваме животната средина, од друга страна начинот на грејење со пелетите е многу полесен и поедноставен колку со огревно дрво. Имате трошоци нели за цепење, за складирање, па изигравате дома котлари и така натаму, така натаму. Колку шума се сече за една грејна сезона? Па во зависност, значи македонски шуми сече некаде околу 600 до 650.000 метри кубни во една оптимистичка варијанта, и ако имаме на дозволи фетат до 900.000 метри кубни. Толку не е во моментот силата, да кажам. И ако тежнеме да одиме повеќе кон зголемување производство, но македонски шуми не е сам на пазарот, значи имаме тука и приватни шуми кои што учествуваат негде со 200 па и до 250.000 метри кубни, или се на се некаде се доаѓа до тој дозволи фетат од 900.000 метри кубни дрвна маса која што е на располагање на пазарот.